Почитувани гледачи, добар ден и добродојдовте во уште едно издание на емисијата Ваш термин. Се надевам дека и денес ќе останете до крај со нас и ќе ги проследите оние содржини кои што ги имаме подготвено за денес, се со цел да ве информираме за онаа тема за која што денес ќе говориме. 30 мај беше денот кога се одбележа Светскиот ден на мултипла склероза. Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет мобилност од Македонија го одбележа овој ден. Значи и веќе за таа цел малку подоцна, меѓутоа бидејќи има и некои други активности од Националниот сојуз мобилност Македонија, одлучивме малку емисијата да направиме подоцна, да оставиме да помине малку време. Веќе со мене во студиото се Христина Просковска и Гоце Миновски. Гоце Миновски е претседател на Мобилност Скопје, и на претседател на Параплегија Сдруженијето, а додека Христина Просковска е претседател на огранокот на мобилност за ЕМС. Тие се веќе со мене во студиото, значи ќе разговараме за тоа како се одбележа денот, кои се нивните проблеми, потоа кои беа активностите во изминатиот период на Националниот сојуз мобилност Македонија и за се она што е поврзано со овие три проблеми, значи за мултипла склерозата, за параплегија и за дистрофија. Пред да ги поздравам, ќе побарам од режија само да ги пуштат покровителите на 10-та јубилејна сезона на Ваш термин, а потоа ќе се вратиме во студиото. Комплетен преглед и диагностика на сите органи и системи во телото, а со тоа и соодветна персонализирана терапија, која успешно и трајно ги решава здравствените проблеми или состојби. Ова можете да го добиете во Центарот за биоинформатика, каде можете да го закажете својот термин и да имате увид на целосната ваша здравствена состојба, а услугата ќе биде изведена на максимален брз и професионален начин. Одговорни во Центарот за биоинформатика се Татјана Илиевска и Кристијан Давидовски. Студио Карпино, лулка на енергијата. Водечко студио за масажа, физиотерапевски и козметички услуги, лоцирано во срцето на Скопје. Нуди прекрасен амбиент, безпрекорен квалитет. Преку 20 типови на масажи, третмани за лице и тело, а ќе ве пречека експертски тим со нивната љубезност и професионалност. Превентива 99 е специјалистичка ординација по физикална медицина, која нуди многу третмани и прегледи за сите дегенеративни проблеми со рбетниот столб и екстремитетите. Ехо прегледи, шок-вејв терапија, декомпресиона терапија и многу други професионални третмани со доктор Симона Ристовска, специјалист по физикална медицина. Атиккор, ординација доктор Наумовски, е првата приватна ординација со кардиологија и интерна медицина, основана од доктор Јосиф Наумовски. Нуди специјалистички прегледи, ехо прегледи на срце и внатрешни органи, ехо на штитна жлезда. Ординацијата се наоѓа во близината на Грчката амбасада, а одговорен доктор е доктор Крумен Наумовски, специјалист интернист. Квалитет и иновативност, почит кон природата и човекот е мотото на Ербено Били, каде модерната наука и најстарата традиција на билки спагирика достигнуваат совршен квалитет. Вегански, органски, италијански растителни производи за многу здравствени придобивки. Ербено Били. Купете и почувствувајте го нивниот бенефит. Да, почитувани гледачи, тоа беа покровителите на 10-та јубилејна сезона на Ваш термин, на кои сум им многу благодарна. Она што го кажав на почетокот, ќе го повторам уште еднаш, со мене веќе во студиото се Христина Просковска и Гоце Миновски. Кажав, Христина е претседател на огранокот за ЕМС на Мобилност Македонија, а додека Гоце Миновски е претседател на
мобилност Скопје и на огранокот параплегија. Добро дојдовте. Добро ви најдовме. Благодариме за поканата. Така, секоја година ова време некако се среќаваме да разговараме за сето она што вас ве засега, нели, од она секојдневие со кое што се соочувате со вашите нели проблеми. И ќе кажеме нели што збор 2, меѓутоа поводот беше што нели се одбележа светскиот ден на ЕМС, меѓутоа вие како огранок, односно како национален сојуз, сите три работи ги спојувате во едно, ќе кажете и за тоа зошто е така. Сакам тука да ве поканам и вас заедно да го погледнеме прилогот кој што беше подготвен токму на 30 на денот, малку да се потсетиме нели како се одбележа денот, па тука од режија ќе побарам да го пуштат прилогот кој што беше подготвен за информативното издание на ТВ Сонце. Бројот на новодиагностицирани пациенти со мултипла склероза постојано расте. Секоја година се диагностицираат нови 90 до 120 пациенти, а терапијата е недостапна и за оние кои се поставени на терапија. Истакна Ана Карајанова Димитрушева, председателка на Националното здружение за ЕМС, на денешниот настан за одбележување на светскиот ден на ЕМС. Мултипла склероза е една од најчестите невролошки нарушувања и причини за инвалидитет кај младите возрастни лица. Тоа е хронична прогресивна имунолошки посредувана воспалителна и дегенеративна болест на централниот нервен систем. Во Македонија од ЕМС боледуваат околу 1500 лица, додека во светот има повеќе од 2,3 милиони лица. Повеќето лица со ЕМС се диагностицираат на возраст од 20 до 40 години и околу 2-3 пати почесто се диагностицираат жени наспроти мажи. Причината за ЕМС се уште не е позната и досега не постои лек, но постојат лекови кои можат да им помогнат на лицата со ЕМС да ја стават болеста под контрола и постојат многу опции за подобрување и управување со симптомите. Ова болест е толку многу комплексна и таа мора да се решава систематски. Бидејќи ова болест не е само болест на пациентот, него оваа болест е болест и на семејството и на заедницата. Што значи се засегнати буквално сите институции и чинители во кругот, во друштвото и затоа би се обратила на овој ден. Затоа што за мултиплекс можеме да говориме многу долго време, но еве ќе бидам кратка, би се обратила до повеќе министерства и до повеќе организации кои што се блиски на она што за нас е потребно. Значи, пред се ќе го кажам Министерството за здравство, Фондот за здравствено осигурување, труд и социјала, економија, образование и така натака. Затоа што сите тие се институции кои што на пациентите со ЕМС им го даваат потребното она за нивни убав живот, коректен живот, достоинствен живот, во кој што таа болест може да биде бавно прогресирачка, односно лицата со ЕМС да живеат во некоја пристојна атмосфера. Побаравме од државата и од институциите, пред се од Министерството за труд и социјална политика, во овие времења, во овие тешки времења да малку повеќе обрнат внимание кон оваа ранлива категорија на граѓани, бидејќи општеството треба да се кали и да се гледа токму кон она што го пружа кон своите најранливи граѓани, за зголемување на надоместоците, за подобрување на правата и услугите, како би можеле тие нормално да живеат и екзистираат. Мотото на годинешното одбележување на светскиот ден е ЕМС Connection или ЕМС поврзување, која годинава е околу поврзувањата на лицата со ЕМС во заедницата и во општеството. По повод светскиот ден на мултипла склероза 30 мај, Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија пред Пладнево низ Скопје организираше марш за подигнување на јавната свест за проблемите со кои се соочуваат лицата со мултипла склероза и нивните специфични потреби за поквалитетен живот и социјална инклузија. Да, и се потсетивме на одбележувањето на светскиот ден на мултипла склероза. Значи го видовте оној прилог кој што беше подготвен за нашите вести. Ајде сега да некако да го повеќе да го образложиме ова одбележување. Како помина се, што побаравте вие, што гласно кажавте дека ви недостасува.
од минатата година до сега се подобри нешто или стагнира или можеби е во некоја полоша состојба она што вас ви е потребно? Јас? Па е вака. Значи, кој што видовме во прилогот, ние овој светски ден на мултиплекс склероза го одближуваме заедно со ограноците на параплегија и дистрофија. Така. Тоа го правиме уназад веќе едно 7 до 8 години, може и да кажам. Нормално со поддршка на Сојузот на мобилност во Македонија. Ние како поголемо здружение Мобилност Скопје се активиравме така за јавноста да не види, зашто порано тие одбележувања на денови се правеле во затворен круг. Од така сплотени заедно мислиме и дека е подобро за јавноста и за институциите и за некако да бидете во поголем број, па некако позабележително да биде тоа, бидејќи некако да биде медиумски покриено, да биде со стручни лица, со лекари покриено, за да се објасни на јавноста дека и ние постоиме во оваа држава, дека треба малце да се обрне внимание спрема сите овие, не само овие дијагнози што ги направив, пошто кај нас во Здруженијето во Мобилност Скопје се 7 дијагнози, тука се ампутирци, тука се дистрофија, тука се церебрална парализа, тука е детска парализа и други, така да малце повеќе да се обрне внимание, како што кажав, да видат дека постоиме и секоја година бараме некои работи да се подобрат. Они идат на некои подобрување, ама некако не е она така кој ние што си го замислуваме дека треба да има пристап тамо, не е толку брзо и не се остваруваат тие работи спрема. Затоа ние деновите си ги одбележуваме, пошто МС светски ден, како што кажавме, секоја година тоа си го правиме. Тие барања ги бараме уназад многу години, така да нешто се чепка помалце, се подработува, ама никош да се довршат некои работи, остануваат неизработени. Така, Христина? Да, ајде да ни кажеш и ти, бидејќи слушнавме во прилогот, ајде некако и Гоце после ќе го вклучиме. Сакам паралелно и двајцата нели да се надополнувате. Што е тоа што највеќе ви е потребно, еве, најголем приоритет, се е приоритетно што се однесува до нели оние проблеми кои што ги имате и кои што секоја година ги потенцирате вашите барања? Од минатата година има нешто решено или? Значи вака, јас сега се вклучив во Здруженијето Мобилност Скопје, кое што не е здружение само за мултиплекс склероза, така? Како што напомена и Гоце, тоа е здружение на телесни инвалиди и некако јас кога говорам за Мобилност Скопје, едноставно во исто време размислувам и за сите други 7 дијагнози или едноставно за сите телесни инвалиди, па и на крај за сите инвалиди во Македонија, и така и делуваме сите овие години. Така заедно да бидете и посилни. И кога ќе дојде мај, се посветувам тогаш повеќе на мултиплекс и тогаш сваќам дека уствари јас сум председателот и сум таа една представничка од мултиплекс склерозата. Значи нашето заболување е автоимуно, кое што е многу сериозно и комплексно заболување. Да не сега импровизирам со бројки, меѓутоа тоа се фактички бројки, дека ние во Македонија имаме 1500 членови, членови лица кои што се диагностицирани со ова заболување. Во нашето здружение гравитираат негде околу 20-30 членови, што е исто така сериозна и голема бројка. И е нешто што е фрапантно, дека од 40 до 60 лица веќе во последниве 10 години се диагностицираат секоја година. Значи толку е рапидно диагностицирањето на лицата со ова заболување, што веќе е загрижувачко и за здравството и за целата наша држава. Од оваа причина и од причина што лицата кои што се заболуваат со ова заболување се лица во продуктивниот свој период од животот од 20 до 40 години, едноставно причина за која што треба многу брзо и хитно и алармантно да се реагира и да се води грижа за тоа семејство, бидејќи заболувањето мултиплекс
не е заболување само на пациентот, тоа автоматски го На подкренува целото и семејството, и заедницата околу и на крај општеството во кое што живееме. Бидејќи таквата бројка, кога ти е непродуктивна, фактички влијае и на сите други институции, и здравствени, економски, образовни сектори, и треба да ја гледаме по големата слика, за да може да не разберат во она што сакаме да го напоменеме на јавноста. Иначе, параплегија е состојба која што може да допринесе од нашата диагноза, значи кога веќе инвалидитетот ќе го достигне нивото на два екстремитети, тоест долните екстремитети да не функционираат, тогаш веќе е состојба на параплегија. Ние имаме во мобилно Скопје огранок параплегија, кои што се нели сродни или следствени и не мора да се случи само поради мултиплексот, него може и поради некои други причини, од други автоимуни или механички повреди. И дистрофијата е заболување на исто така на ткивата и на неправилна функција на клетките кои што треба нели правилно да се действуваат, и тогаш доаѓа до дистрофирање, до атрофирање на поедите делови на човечкото тело. И затоа е потребно и автоматски и да тогаш реагира, може дистрофичарот да дојде во состојба на параплегичар. И некако направивме еден сумблимат дека овие три диагнози се сродни, слични, и одлучивме веќе 8 години, како што напомена и Гоце, да ги одбележуваме заедно со денот. Заради видливоста да биде поголема, масовноста да биде поголема и силината на она што сакаме да го кажеме да биде уште поголема. Сите години се трудиме да повикаме што е можно повеќе јавни личности, повеќе личности кои што се двигатели во образовниот, во здравството, во политичкиот живот, значи едноставно сите двигатели кои што би биле оние на кого што треба да ги кажеме нашите потреби и да ги добиеме наназад повратните информации за тие наши потреби и обврски, дали ќе бидат задоволени или не. Сега ме прашавте што се смени од прошлата година до сега. Секоја година, како што го одржуваме овој марш или ово одбележување, оваа масовност и видливост, се зголемува, значи има прогресија на таа амплитуда во однос на свесноста на пациентите. Добро. На пациентите, што мене лично тоа ме радува, и мојата главна мисија е таа во Сдруженијето, да прибираме што повеќе пациенти, да нивната свесност ја зголемуваме, нивното сознавање за заболувањето, справувањето со таа болест, нивното ментално-психичко здравје да биде на едно повисоко ниво. И во тој дел можам да се пофалам дека многу работи направивме кои влијае позитивно на членовите, меѓутоа не можам да се пофалам дека сите оние други работи кои што зависат од третите, од третата страна. Тоа што зависи од вас е во ред, меѓутоа тоа што зависи од другите. Ајде, клиниката секогаш нели ги поседува оние лекови, стручни или специфични кои што се за нашето заболување, и тоа е исто така за поздравување. Тоа се и иновативни и стари лекови за кои што зборувавте, сигурно со доктор Барбов, и не сакам да се помешам во тој одел нели да разговарам за лековите. И дека тие лекови може да не се компатибилни за секој од нас, не еден може да му одговара еден лек, на некој друг. Или може после, да речеме, година, две, тој еден ист лек да не биде, или веќе да биде, како велат, стручно кога веќе самиот организам не може да го прифаќа или не, едноставно тој лек не му помага, па потоа се става на друга линија, на друг лек и така натаму. Значи во делот на неврологијата можам да речам дека нашите пациенти се тотално задоволни, стекни, и мислам дека сите оние услуги што треба здравствените работници да ги обават спрема нас, дека е тоа тотално во ред. Меѓутоа, не се само лековите кои што се конкретни и специфични за нашата болест. Јас тоа го напоменав и на самиот марш пред медиумите. Ние имаме многу од лековите кои што се симптоматски лекови, значи кои што се пропратни
заболувања, дали се акутни, дали хронични, и за нас и за параплегичарите и за дистрофичарите, например, баклофенот или миорелот, тоа е специфичен лек за спазмите кои што сите ние ги имаме тие. Речиси од 100% заболените 80% сигурно проценти ги имаат тие проблеми и самиот специјалист невролог ги препишува тие лекови и вели дека паралелно со терапијата ние мора да ги употребуваме тие лекови. За жал, еве јас од која сум со 2019 година тие лекови ги немам на позитивна листа, ги набавуваме од Грција, ги набавуваме од Бугарија. Потоа има тегретол, тој го напомена Фисто, бидејќи и мора тие да ги плаќате од сопствените средства, така? И дури што е исто малце така трогателно во последниве година-две, има лекови кои што се на позитивни или помагало ортопедски, а веќе стануваат дефицитарни. Ќе го напоменам, значи, тегретолот, кој што е исто така лек за тригеминалната нефралгија, која е исто така како секундарна симптоматичка, не симптома, е веќе заболување, и го препратува многу често мултиплексот, и тие беа до неодамна на позитивна листа. Веќе последниве месеци ние ги набавуваме од надвор и ги нема. Невролозите се чудат, затоа што со децении тој лек постоел. А предходно ги имаше? Предходно ги имаше, да, еве, јас си ги земав цело време на рецепта. Колку време веќе ги нема? Па можам да ви речам дека сигурно едно 3 до 4 месеци веќе почнува да станува не дефицитарни, него воопште ги нема. А во однос на дефицитарност можам да речам за помагалото влошки или пелени за инконтиненција, дека последниве неколку месеци се случува, еве сега овој месец веќе нема. И не добиваме никакви одговори, не знаат аптеките воопшто, не се сигурни, и сега кога можеби ќе ги добијат, веќе едниот месец нас ни се изгубило тоа право, а ние добиваме, например, од специјалист невролог на секој 6 месеци право на обновување на право за остварување на, да речеме, те се викаат влошки за инконтиненција, и таму ги наброев уште неколку лекови, како што е се дитропенет за лоша инконтиненција, кои што многу често луѓето со нашите диагнози го имаат како проблем. Тоа би го кажала. Сега во однос на пристапноста, во однос на таа е вечната тема, нели, да. Можам да се пофалам и во тој дел дека многу од лицата одговорни за локалната самоуправа, бидејќи за Скопје вовеќе можам да говорам, тој Гоце ќе го потврди, направија многу за да се таа пристапност подобри. Зборувам за институциите во кои што одиме, меѓутоа сепак е на завидно и минорно ниво, а да не говориме веќе за приватните станови или згради. Кои што исто така, јас говорејќи со на председателот наш сопругата во еден наврат на еден проект, прашав дали во законот постои можност, например, лице кое што живее во стан или во влез, каде што е инвалидизирано лице и живее на втори или трет спрат, не може да се симнува, нема лифт, може да му се направи пристапност. Рече да, тоа е законско право, дека самиот куќен совет треба да поднесе барање до општината каде што е. Општината е должна тоа да го изведе, тоа да го направи. Добро, велам, во случај да тоа не се одговори како позитивно, имате право, вика, на тужба, и ние сите се насмеавме кога би ја добиле таа тужба. Гоце, сега ти си веќе председател на Мобилно Скопје, да. За да нели добиете сето она што ви е потребно како барање, мора да имате соработка со институциите, како Фондот за здравство, како Министерството за здравство, како Министерството за кое уште ви е потребно? Транспорт и врски. Каква е соработката? Се обидовте ли еве од кога сте вие председател да стапите во комуникација? Видов дека и градоначалничката беше на одбележувањето, дали и со неа се? Да, ние како Мобилно Скопје, значи
комуницираме и можностите наши се само со институциите што се под градот Скопје и општините што се под град Скопје. Министерствата све што ги напоменавте, тие обврски и тие барања ги бара Сојузот, значи Сојузот на мобилност Македонија. Така. Ги бара од Министерство за труд и социјалното образование. Значи вие сите се координирате, а Сојузот е тој кој што... Ние како мобилност Скопје имаме добра соработка скоро со сите општини. Со град Скопје имаме одлична соработка, исто беше градоначалничката на денот на одбележувањето, општина Гази Баба беа исто на денот одбележувањето, центар општина беше исто така. Беа доста луѓе поканети. Добро, беа таму, меѓутоа дали има откајнив слух за на некој начин тие вам да ви помогнат во секојдневието со оние ваши проблеми што ги имате и ваши потреби? Значи, ние како мобилно Скопје има јавни повици. Може и од режија да го пуштат видеото уште еднаш кога се одвива има јавни повици од сите општини, има јавни повици. И сега зависи до општината која може само да аплицира на тие јавни повици, да аплицираат само да е член, да живее во таа општина, или можат сите да аплицираат здружение. Например, ние немаме проблем со град Скопје и општина Гази Баба, така да ние сме аплицирале на јавни повици претходната година на 3 декември, на денот на Светскиот ден на инвалиди. Беа доделени 10 приклучици за електромоторни, мислам 10 приклучици за обични колички, што направивме проект, ги има и во самиот прилог, некои ги користат веќе тие и ги возат. Од градот Скопје добивме 10 приклучици и голема благодарност до градот Скопје. И ден денеска имаме соработка, уште аплицираме на такви проекти. Така да... Градоначалничката? Да. Би излегува пресред за оно што сте го барале до сега? Да, до сега никогаш не одбила на ниеден проект. Така да... Градоначалникот на општина Центар? На општина Центар не сме аплицирале до сега. Сме барале, бевне на прием доке него. Како рече, мислам, неговото излагање беше све во ред, ама секој си има, како што напоменав на почетокот, различни закони на работење во општината. Може да излеземе во пресрет, ама пример тие помагала ќе бидат доделени само на граѓаните што живеат на општина Центар. На општина Центар. Тоа и сакав да ве прашам, дали имате на пример тоа е моје мислење, тоа е малку дискриминирачки. Според некои нивни правила, така е. Меѓутоа може да се направат по некоја исклучици, ако има благодарност и до тоа. Еве сега здраве Боже, кој има јавни повици и општина Гази Баба. Ако има некој што е од општина Центар, па може и да му излезе во пресрет. Да. Ќе аплицираме, здраве Боже, само да излезат јавните повици. Христина Чинам говореше можеби и за оние проблеми и вие што ги имате, меѓутоа има ли нешто што може да го издвоите за дистрофија и за параплегија, што Вака имаме голем проблем со имаме лица што имаат потреба од електромоторни колички. Добро. Сега во законот стои вака. Или мора да си вработен, или мора да си студент. Добро. Да имаш 26 години, или да си пензионер, 65 години. После тоа можеш да земеш електромоторна количка. Што правиме со тие лица што не се ни студенти, што не се ни вработени и што немаат 64 години или 65? Не сте се обиделе да издействувате да дојде до промена на тој закон? Да, сме побарале да се смени законот, пошто таа една електромоторна количка кошта од прилика, карикирам се, околу 120-30 денари. И никој не е во можност да ја купи само од себе. Пошто ете така е законот направен, пробува Сојузов тоа да го промени во фондот за здравство. Тешко оди, као ќе биде, па скапи се работите. И до сега не сме добиле ништо од тоа што сме го побарале одговорот. Значи, единствена институција која што може да изреагира за тоа е фондот. Фондот, да го промени законот, да идат, као например што идат количките, за да може да подигне лице што не е вработено, а има потреба. Значи критериум да се направи дека
тоа лице стварно му треба електромоторна количка. Дека он нема сила да ги... Сте разговарале, некако нема слух, кажувате. Бидејќи секогаш кога се соочуваат со проблеми сите лица кои што се со и со телесен инвалидитет и со ретки болести, значи постојано се апелира по медиумите дека треба да се направи нешто за тие лица, дека им е потребна терапија, дека им се потребни и помагала и колички. Сте размислували ли да побарате прием до премиерот? Човек кој што е прв човек на државата. За да он, односно тој, како прв човек, да ве изслуша, па некако ако може тој да делува, како што беше во случајот со цистична фиброза, иако уште не е решен проблемот. Докрај, меѓутоа, некако да го пуштите гласот и во другите институции. Значи, како што напоменав и преска, Сојузот, председател на Сојузот, Бранимир Јовановски, има направена средба со премиерот. Беше средбата, можеби разговарано и за овие помагала. Не сум бил на таа средба и не можам да тврдам, ама знам дека е побарано примањата што се земаат мобилност и нега да се изедначни со просечната плата што е во Република Македонија. Така да тоа е побарано, а ништо, само е ветено на дека ќе го направа тоа, а за помагалата немаме никаков одговор, ама предпоставувам дека разговараме. Дали сте размислувале досега, чинам не сте имале протест? Протест? Па нешто дали сте размислувале за таков чекор, бидејќи гледам дека се почесто тоа станува практика за некако веќе не само на денот на одбележувањето, нели ве сватив зошто сте се споиле, за да нели ве видат во поголем број, за да ве забележат и да бидете погласни. Меѓутоа ми се чини дека кај нас некако се треба да стигне до степен да треба пред влада да излезат луѓето да бараат нешто, за да некако почне нешто да се движи во решавање на секој проблем. На доместуците, па го се ќе каже за протестот, бидејќи ја таму не сум вична во тој дел многу. На доместоците. Значи, во законот е пишано дека надоместокот за попреченост или постаро ние како што си го велиме мобилност и надоместокот за грижа од друго лице или туѓа нега, тие следствено или во ист период кога се зголемува месечната просечна плата, автоматски треба и тие надоместоци да се покачат. Ама не се случува. Не се случува, се случи нешто што ние има забуна малку кај лицата со инвалидитет, посебно тие што се корисници на овие надоместоци, бидејќи тие се наголемија, не се наголемија. Тие само се изедначија со покачувањето на месечната просечна плата. Значи, ако биле 7.000 на доместот за попреченост, сега е 9.100 или 300. И ако едното било 4.000, сега е, да речеме, 4.700. Карикирам повторно со бројките, не ме... Сакам поентата да ја кажам. Меѓутоа, во јавноста е кажано дека е тоа покачена. Не, тоа е само усогласена. Покачување кога ќе се изврши усогласувањето, па после тоа кога ќе одлучи владата дека на големи за некој си процент во кој што они ќе направат со нивниот ребаланс на буџет, тогаш е покачување. Значи, јас сакам да им кажем на сите наши корисници на овие надоместоци дека тоа беше само усогласување. И затоа ние не престанавме да се бунтуваме, затоа ние понатаму ги бараме нашите права и го бараме оне за кое што нас не е витено, бидејќи како што одиат покачувањето на цените и инфлацијата, овие надоместоци не ги задоволуваат ни половина од потребите со кои ние би требало да живееме во секојдневието. Сега, протестот? Протестот, дали сме размислувале? Дали сте размислувале? Па да, ние... Бидејќи гледам дека сите оние кои што ете така ќе излезат и ќе го дигнат својот глас. Да, има се и во текот се одржуваат некои протести, тоа се невладени исто инвалидски организации. За таков протест да се направи масовен, значи треба првин... Како што се појавивте сите на одбележувањето, така да се појавите сите пред владата. Така, има и поише. Значи ние се појавивме околу 100 и кусур души. Би било уште подобро, да.
стотина и кусур души се појавивме, а може да се појави многу поголема бројка. А дали сте размислували, дали планирате? Ние како членови, да, сме размислувале. За да го направиме тој потек, значи, мора да се споиме, зашто истите права, кои што ги напомена Христина сега за покачувањето, ги користат слепите лица и глувите лица. Значи, сојузите треба да го Тие да се... Да. Некако сите да се спојат? Така, и да се излезе на таков протест за ако нема друг слух, значи тоа е разговарано и кажано им е како што напоменав. Тако веќе значи, толку долго време вие ги барате сите тие работи. Предпоставувам дека имаат рок дадено до кога да биде, како да биде, а може ако не го испочитуваат рокот, предпоставувам дека ќе има протест. Предпоставувам. Па и би било добро за да, нели, и вие си ги кажете своите проблеми и некако да... Ама тоа нас не следува законски. Да ве забележат на значи, вистина... Не бараме ние нешто што не е така. Значи, тоа го пишува во закон. Уште повеќе што е... Уште поголема причина да излезете. Предпоставувам дека и таа конвенција што имаме ние подпишано, ја предпоставувам сега да не испадне некоја погрешно да ме разберат гледачите и другите институции, дека пола од нив немаат прочитано конвенцијата. Значи не знаат дека има подпишана конвенција, ама немаат прочитано и што пишува во нејзи. Ако отвориме тема за конвенцијата, може да зборуваме во 2-3 емисии, така да. Да, долго и на широко. Јас гледам дека времето многу брзо ни минува. Јас посакувам, бидејќи гледам дека нема начин да се реши еве вака и затоа ја правим емисијата, нели, со цел да слушнат и оние кои што треба да слушнат и оние кои што се засегнати од овие проблеми да знаат дека се говори за тоа. Меѓутоа, за да биде нештото по, како да кажам, погласно и позабележително, верувам дека ќе треба и да излезете на протест за да некако ве забележат што се вели. Не дека не забележуваат, меѓутоа предпоставам дека следниот чекор, ако, пошто е тоа веќе написмено доставено до владата, предпоставам дека ќе биде тој следен чекор. Се јас во лично моје име зборувам. Да се изборите како што го прават тоа и болните со цистична фиброза и со ретки болести, навистина. Некако кај нас пошто све се покачува во државата, а нашите примања стојат и тапкаат во место. Така, некако се треба присилено да изнудуваме од одговорните за да обезбедат услови за живот и нели нормален живот и лекови и терапии и помагала за вас и за оние лица на кои што им е потребно за да имаат нормален живот. Ајде малце да кажеме нешто, немаме многу време, меѓутоа би сакала да кажеме за оние активности, ги имаме и фотографиите да ги погледнеме. Како поминавте? Па активности имаме доста спортски активности. Сега ние како Сдружение Мобилно Скопје, пошто живеам ја во делот на Гази Баба, решивме, направивме еден состанок да отвориме еден спортски клуб, Сдружение за спорт и рекреација на инвалиди на Гази Баба. Побаравме согласност од општината застана позади нас. Ние веќе го направивме клубот и супер функционира, нет ние имавме пред неколку дена имавме турнир. Можеме и фотографиите да ги видиме. Ова се случува во Железара, во паркот. Во поддршка ни дојде градоначалникот. Турнирот беше успешен и тука, значи, сега во прилогов што иде ние тука атлетика фрламе. Имаме одседечка и остоечка положба, така да зависи до инвалидитетот, има групи, класификации, кој како што треба да фрла и кој што може. И на самиот прилог имаме лица ампутирци, имаме во колички, имаме поздрави лица, се со диагнози, Колку беа вклучени во па тука бевме околу 20 и колку членови бевме тоа? Во 25 луѓе. Во случајов. Да, скоро 30 на души бевме. Така, значи 30 на луѓе, да, 30 на луѓе. Сега баш вчера се вративме, бевме на државно ниво на спорт преку Сојузот на мобилност Македонија. Тие игри се одржува во Струга и тие помина успешно, така да мобилно Скопје се врати со доста медали. Од тие спортисти што добија медали сум и ја. Знам дека секогаш успешно. Секогаш одиме исто и на меѓународни надпревари. Така да ова нешто најново и имаме и втора нова работа што во градски трговски центар во Мусандра долу
почнеме веќе и да кугламе. Супер. Да. Баш, Значи баш во кугланата Мусандра одиме, голема благодарност што ни возможија до директорот на ГТЦ, до вработените во Мусандра, за да одиме таму и ние да покажеме нешто. Да пробаме во некој спорт да се инволвираме, така да, ама и тоа ќе биде успешно. Затоа што тоа всушност ова сето вие што го правите во однос на овие активности, да излезе сега ќе кажеме збор 2, е добро за и заради дружбата, и заради нели оној психички момент за кој што говореше и претходно Христина. 1500 лица, кажа само 200 се вклучени. Затоа и ова го говориме, правиме емисијата и ви оние кои што не следат можеби не се вклучени во како членови на мобилна основа, да ги повикаме да се приклучат, да ви се придружат, бидејќи навистина има многу активности кои што ги правите се со цел некако секојдневието да им биде инволвираме точно, да биде да развиеме нивната психомоторна способност која што секој од нас ги ја поседува, некој помалку, некој повише, некој за сликање, секаква вештина некој што поседува. А имаме не само спортски активности, еве го се тргна да кажува, Сакав и тоа да го кажам сега, во тек се ближи меѓународна креативна работилница, тоа со години уназад го правиме и знаеш, мислам, успешна ни е секогаш работилницата. Ви помага ли некој со овие активности, освен еве што го потенциравте градоначалникот на Газибаба, за да ги реализирате? Ви треба ли помош? Има ли некој што ве поддржува? Тоа го правиме преку градот Скопје, изработуваме проекти, проекти изработуваме, конкурираме, да, има јавни повици и градот Скопје ни ги поддржува тие. Значи така тоа се одвива. Ова го зборував сега со градоначалникот на Газибаба за клубов што го отворивме и значи, во тек ќе направиме и таа креативна работилница. Меѓународна е, доаѓаат луѓе од други држави, соседна Србија, од Хрватска. Добро ви оди соработката со другите здруженија и сојузи? Да. Одлично ни оди. Што имаат тие што вас ви недостасува? Или се тоа што го говоревме досега? Како е кај нив? Па скоро слично е, како да ви кажам. Да. Имаат и тие проблеми? Па они се изборуваат, исто така работат и те. Успеваат некој проектче да направат за да дојдат до кај нас и да направиме некој. А во однос на потребите за лекарствата и за помагалата? Србија можам да кажам дека има огромен број на лекови, конкретно се зборуваме за дијагноза во мултиплекс, а верувам и другите. Не само во говори, во она што читам, што се информирам. Значи во секој случај подобро стојат работите. Да. Дури они имаат веќе и некои реагенси што сами ги произведуваат и најверојатно ќе произведуваат и некои нивни лекови кои што ќе бидат во самата Србија. Па се и ние како соседи со нив може во целата ситуација ќе купиме нешто од нив и како патент и како добробит. Меѓутоа пак ќе речам, овие диагнози се толку комплексни и толку не им се знае нивниот извор, затоа не може да се најде и решението за нивно крајно решавање. Диагнозите се такви што може само да се успори да се истретира болеста, да не дојде може трајно да се извлекува, меѓутоа може ако навреме се диагностицира, зборевме со доктор Барбов, може да се спречи да се развијат. Но за психата или намалувањето на стресот и однесувањето на личноста во друга конотација преку овие активности, како што ги напоменавме, се едни од алатките на кои што едни од алатките со кои што лицето заболено од овие состојби и диагнози може да си ја стави во контрола болеста и животот секојдневен. Едноставно својата вредност да ја стави на прво место, а болеста да ја стави во наводници на секундарно ниво. Тука веќе времето ни измина за денешната емисија. Се надевам дека кажавме тоа што требаше, иако што, како што кажа Гоце, можеме надолго и на широко да говориме за вашите проблеми. Ви благодарам многу за денес. Посакувам сето она што ви треба да се изборите да го добиете и за лековите што говореше Христина и за помагалата и се надевам дека еве иако држите протест да биде навистина што помасовен, да издействувате некако да го слушнат вашиот глас и да одговорат на вашите барања. Ви благодарам за денес.
Се надеваме и до следната година кога ќе се видиме дека повеќе од барањата ќе бидат исполнети. И ние исто благодариме. Исто благодариме на поканата, секогаш ќе бидеме за соработка, не е никаков проблем. И понатака ќе зборуваме за овој проблем. Почитувани гледачи, тоа беше денешното издание на Ваш термин. Сите оние кои што и ве не следата се соочуваат со овие проблеми, може да се приклучат во Националниот сојуз на мобилност Македонија. Кажавме, имаат многу интересни активности што некако ќе ви биде малку секојдневието побогато и психичката состојба за вас ќе биде подобра за да се вклучите во сето тоа и нели се со цел што подобро да го надминете сето на што ве мачи. Ви благодарам за вашето внимание, ве оставам во убаво расположение, имајте добро здравје, грижете се за своето здравје, а ние повторно ќе се видиме за 7 дена во исто време.